Митинзи, средби со граѓани, трибини, посети од врата на врата, Инстаграм и ТикТок промоција. Претседателските кандидати во трка со времето како да ги слушне секој гласач во Македонија. Додека дел од претендентите за шеф на државата се фокусираат на секој начин да допрат до граѓаните и медиумскиот простор, други пак се промовираат на социјалните мрежи и билборди. За комуниколозите успешната кампања во никој случај не ги исклучува традиционалните медиуми. Бојан Кордалов за Алфа вели дека политичарите треба да ги привлечат граѓаните за да ги слушнат нивните пораки, а не да им се појавуваат од секоја ќоша. Не постои успешна кампања без квалитетен однос на кандидатите, кандидатките и нивните тимови со медиумите. Такво нешто не постои, бидејќи залудни се илјадници активности на терен со поддржувачите на партиите. Ако медиумите не дојдат и не ги покријат настанети, немаат професионален однос, да можат да постават прашања, да можат да интервенираат, да отворат дилема, едноставно ние нема да имаме успешна кампања, бидејќи пораката ќе остане само во партиските кругови. Во отсуство на резултати зад себе, дел од кандидатите се фокусираат на уцрнување на противниците. Според познавачите, негативната кампања е резултат на недостиг на идеи за решенија и полесен пат за да се одземат гласовите од противникот, иако тоа не е гаранција дека тие гласови би завршиле на нивното конто. Пикот на црната кампања допрва ќе следува, но според Кордалов, таа сама по себе не дава резултати. Никогаш црната кампања не може да ве доведе до посакуваниот ефект. Негативната кампања, односно критиката и нудењето решение е нешто кое што е многу различно и нешто кое што е потребно. И кога сте власт и кога сте опозиција. Че мора да бидете, ако сте власт, самокритични и да кажете што не чини, односно што може подобро, и од друга страна кога сте опозиција мора да кажете што не е добро, но и како ќе го подобрите. Македонија памети низа на обвинувања меѓу политичките партии и енормно користење на црната кампања во предизборието. А како наеклантантен пример кој не донесе победа на креаторот на црна кампања беа преслушкуваните разговори кои беа користени како алатка за оцрнување на противникот, но и покрај тоа на тие избори СДСМ не беше победник. ВМРО-ДПМН повторно ја доби поддршката на граѓаните, барем според бројот на освоени мандати.